партиски интереси на постоечката коалиција на власт. Денешниот прес го свикавме по еден од низата проблеми кои што се резултат на ваквото работење на МНР. Имено станува збор за имотите на македонските граѓани по потекло од Република Грција. Сведоци сме на еден процес каде доаѓа до нарушување на правото на приватна собственост на овие луѓе, видливо преку продавање на нивните имоти во Република Грција без нивно знаење и согласност. Знаеме дека правото на собственост, покрај правото на живот и правото на слободно мислење и действување, представува основно начало на кое што почиваат западните демократии. Како резултат на овој проблем, споменатата група на лица, но и сите македонски граѓани се соочуваат со проблеми при преименување на граничните премини во Република Грција. Ова е исто така резултат на пасивниот однос на македонската влада кон прашањето на либерализацијата на визниот режим, проблем поради кој македонските граѓани се предмет на разни понижувања. ВМРО-ДПМН изразува сериозна зачуденост и загриженост од односот на Министерството за надворешни работи по новој и повеќето споменати проблеми и воедно сака да ја праша министерката Митрева дали има намера и понатаму да остане пасивен наблюдувач на овие состојби. За нас е чудно што министерката Митрева се плаши воопшто да го постави прашањето за распродажба на имотите на македонските граѓани кои потегнуваат од денешната територија на Република Грција. Ја подсетуваме министерката Митрева дека се работи не само за етнички македонци, туку пред се за државјани на Република Македонија на кои им е загрозено правото на приватна собственост. Во таква ситуација нормално е да се очекува државата да направи барем обид да ги заштити правата на своите граѓани, како што Грција или било која друга држава би се обидела да ги заштити собствените државјани во доколку ВРМ или да речеме во некоја друга држава се пристапи по нивно незаконско отреѓување на нивните имоти. ВМРО-ДПМН бара МНР да формира специјален тим кој ќе работи на овој случај, на засегнатите ќе им овозможи активирање на механизмите за правна помош и поддршка, а на македонската јавност известување за обемот и тежината на овој проблем во реални бројки. Исто така од МНР бараме преку својата дипломатска мрежа да реагира до властите во Република Грција и до соодветните институции во меѓународните организации во насока изнаоѓање на соодветно решение на овој проблем, кој нема да биде на штета на билатералните односи помеѓу Република Македонија и Република Грција. Прашања кои имате? Според вас дека се плаши? Некој пат ја гледа дека нема соодветна реакција. Ова е проблем кој што не е проблем само на одредени граѓани, ова е проблем кој што има специфична тежина, голема групација на граѓани и мислиме дека треба државата да реагира соодветно на нивна заштита. Или барем да покаже интерес. Дали ако дојде на власт ВМРО-ДПМН ќе направи нешто за овие луѓе, со оглед на тоа што позиција на власт тогаш обично се прават компромиси, се мисли на добрососедските односи, па да не биде Грција почне чак на некои други процеси, од тој страх практично ќе да трпат баш таа група на луѓе кои што се потекло од територијата. Секако она што го предложивме како механизам што треба да го направи власта, односно министерката Митрева и МНР, истото би го направила, согласно ова што го прочитавме како документ на партијата, истото би го направила позиција на власт. Значи, за некои работи може да се прават меѓудржавни компромиси, меѓутоа во овој случај не станува збор за затекнување на односите помеѓу Македонија и Грција, туку станува збор за право на приватна собственост. И доколку овој проблем преку меѓународно јавно право и меѓународно приватно право се третира, тогаш не би смело да предизвика затекнување на односи помеѓу државите. Станува збор за неприкосновеното право на приватна собственост. Меѓутоа сепак станува збор за голема група на граѓани и тоа е групација која што не смее да биде занемарена и Министерството треба да има соодветен однос. Значи да има свој тим да го наблюдува проблемот, да ја извести македонската јавност колку луѓе се
по каква бројот на имотите, каква е ситуацијата, колку се продадени, колку не се продадени и што всушност се презема таму на тој дел. Треба ли помогли со пак, според вас, или помогне со правна помош? Зборевме за правна помош. Избориме, повторам, значи не зборуваме за затекнување на меѓудржавни односи, меѓутоа зборуваме за една нормална државна активност, заинтересираност за собствени граѓани, значи граѓани на Република Македонија, кои што поседуваат АПИ, значи поседуваат права на собственост таму. Значи да биде информирана јавност што се случува. А она што го имаме од МНР е пасивност и незаинтересираност. Воопшто не се произнесени на оваа тема. Во однос на овој проблем, дали освен држањето пресконференции ВМРО ДПМН презема некои други мерки во однос на меѓународни рамки, бидејќи често пати се истакнува дека се има сорадника со вакви со такви политички партии во светот. Што се однесува до домашните механизми, ние сме опозиција, не можеме само власта да ја притискаме, односно да ги понудуваме решенијата кога гледаме дека на проблемите кои што се случуваат тие не нудат решенија или нема активност. А што се однесува до нашата меѓународна активност, секако дека сме во постојан контакт со сите дипломатски представништва, меѓутоа и со меѓународни организации и ги апдейтираме за сите состојби. Меѓу другото и за други проблеми. Други прашања? Благодарам за